Почитувани пријатели, делегати, другарки и другари, говоревме доста за политика, јас сакам неколку минути да зборувам за човекот. Заради тоа што председател на една држава, а особено председател на држава како нашава Македонија, не е, извини Рената, уставно дефинираната функција. Да бидеш председател не значи дека треба само да влезеш во вилата на Водно. Не значи дека треба да намигаш и да се поздравуваш со првите луѓе на другите држави. Да бидеш председател на оваа држава е само каков човек си, од каков материјал си направен, за какви вредности залагаш, на кој начин зборуваш со луѓето и на кој начин ги слушаш луѓето. Јас да бидам искрена, Стево не го знам многу, ама го знам во моменти кои беа критични за Република Македонија. Моменти во кои се тестира карактерот на секој човек, во кои гледаме какви луѓе сме, што можеме да издржиме, колку можеме да истраеме. И сакам за тоа малку да говорам. Сакам да кажам дека во времето кога сите ние го запознававме Стево Пендаровски, видовме дека е човек кој создава впечаток на разум, на ум, на спокој. Тој беше лик на нормалноста во Македонија во време кога беше модерно да бидеме ненормални. Тој беше лик и човек и политичар на некој начин, кој кога беше лесно да викаш, одлучуваше спокојно да зборува. Кој кога многумина одлучија да говорат за војна, тој го бранеше мирот. Кога беше најлесно да излезеш полн со омраза кон сите останати, тој беше тој кој покажа на дело и толеранција, и доверба кон различните, и желба да прави Македонија на сите нас подеднакво, без разлика дали сме жени или мажи, дали сме македонци или албанци, или турци, или роми, или бошњаци, или срби, без разлика на која политичка партија припаѓаме и дали се крстиме или не се крстиме, во која верска заедница учествуваме и влегуваме. И јас мислам дека е тоа една голема вредност која ќе одлучи каков председател ќе имаме и која ќе одлучи каква држава ќе имаме. И има уште една работа која не можам во нашиот круг, а да не ја спомнам. Ние во политиката сме навикнати да бараме повеќе. Ние во политиката сретнуваме луѓе кои секогаш го поставуваат истото прашање: каде сум јас во приказната? Дали за мене има функција? Дали за мене има место во првите редови? Стево не е таков. Затоа што на страна од сите оние кои велат јас, и сите ние можеби сме паднале во таа замка, тој секогаш прво велел не јас. И такви ни требаат во политиката. Ни требаат луѓе кои треба да ги убедиме да влезат. Ни требаат луѓе кои работат подеднакво, без разлика дали седат како денеска во првиот или како некогаш во последниот ред. Но и ни требаат луѓе кои дефинитивно знаат кога е вистинскиот момент да се влезе во битка. Свесни сме и многумина од нас дискутиравме на оваа тема во изминатиот месец. Дали Стево ќе прифати? Дали Стево ќе се нафати? Дали во овој момент, кога за секој граѓанин во Македонија е најлесно да остане дома и да биде мирен, дали Стево Пендаровски ќе одлучи да влезе во битка? И ние сите длабоко сме благодарни и ние сите, Стево, го цениме тоа. Не како знак дека си добар кандидат, туку како доказ дека ќе бидеш одличен председател. И последно, мислам дека говорам во име и на неколкумина
овдека, кои беа предлагани од различни општински организации да бидат кандидати за председател. 20 на број сме. Навистина сакам, и јас мислам дека говорам во името на сите нив, да кажам дека ни е чест ни е што ја добивме вашата доверба. Чест ни е што сметавте дека може да помогнеме. Ама уште поголема чест ни е што денеска можеме сите заедно да застанеме зад кандидатурата на Стево Пендаровски. Македонија заслужува председател со кој ќе се гордееме. Македонија заслужува председател кој има свое јас. Македонија заслужува председател кој сака оваа држава да ја води, а не само да ја раководи. Македонија заслужува победа и затоа, Стево, заедно заслуживме подобра Македонија. Да живее Македонија и да живее СДСМ.